Наскоро, со нов урбан изглед на коритото на река Отиња, предвидените активности веќе се во тек, со повеќе паркови и зеленило, вели директорот на ЈПИСР Живко Тасев. Па до крајот на годината, во зависи од временските услови, знаеме дека веќе есента е пред нас и доколку дозволи времето, ќе имаме активности, еве гледате во коритото на река Отиња, каде ќе имаме сеење на тревна сема, садење на цветни насади и садење на декоративни садници. Освен овие активности на паркови и зеленило, ќе имаме, знаете, ние ЈПИСР имаме и други сектори каде што водовод и канализација продолжуваме, значи да правиме нова водоводна линија кон Чадаклија. Исто така околу хигиената ќе имаме доста активности во однос на оградување на контејнерите, бидејќи во оваа година немаме според програмата правење на подземни контејнери, туку само оградување на контејнерите, за да немаме расфрлање на ѓубрето по тротоарите и патишта. Несовесноста на граѓаните за фрлање и загадување е една несакана состојба на природната средина, каде воздухот е загаден со супстанции што се штетни за здравјето на човекот. Директорот Тасев изјавува дека граѓаните треба да бидат совесни и да се залагаат за почиста животна средина. Без оваа година, предходна година имавме некоја предсметка околу 500.000 денари околу оградување на контејнерите, имаме трошоци, но битно е да сепак, па ќе кажам, граѓаните сите да залагаме за на почиста средина, бидејќи знаете вие, јас имам во Скопје, се гледа дека има подземни контејнери, но сепак околу подземните контејнери има ѓубриво. Значи, секој, мислам, треба да ја подигнеме свеста и една друга работа треба да размислуваме со овие регионални депонии, да се врши селекција на отпадот, каде ќе имаме, ние веќе во Штип имаме селекција на ставено контејнери за стакло и за пластични чишиња, исто така нашите контејнери служат за органско ѓубриво, но се надевам дека селекцијата можеби треба да се почне и кај граѓаните, т.е. кај домаќинствата и кај фирмите и тогаш најверојатно ќе имаме многу помалку ѓубриво низ градот и секако не само ѓубривото да биде како ѓубриво, туку едноставно да се има и приходи од продажбата на селекција, да кажеме, на стакло, на картон и на пластика. Овој урбанистички проект на Штипјани ќе им донесе нов изглед на дел од градот.